Брзиот начин на живот, стресот, нередовната исхрана, зголемената телесна тежина, диабетесот се фактори кои влијаат на кардиоваскуларните заболувања. Иако медицината во последните неколку децении бележи напредок во лекувањето на кардиоваскуларните заболувања, тие денес се уште фактор број 1 за смртност како во светот, така и во Македонија. Македонските здравствени установи држат чекор со светските трендови, но многу повеќе треба да се работи на полето на едукацијата, вели доктор Никола Бакрачевски, директор на Заводот за лекување, превенција и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања. Со него разговараме во денешните Охридски разговори. Следете на. Докторе, кардиоваскуларните заболувања се уште се причина број 1 или барем во врвот од причините за смртност во светот, но и во Република Македонија. Медицината е отидена многу напред, особено во последните неколку децении, но се уште тие статистички податоци се високи. Зошто е тоа така? Да, секако кардиоваскуларните заболувања го заземаат првото место во стапката на морбидитетот и морталитетот воопшто во светската популација, така и кај нас во Македонија. 60% од сите заболувања отпаѓаат на кардиоваскуларни заболувања и секако прва причина за смртност во населението, во општата популација, отпаѓа на болести на кардиоваскуларниот систем. Во принцип, мајорните ризик фактори кои што се во основа на овие заболувања, тоа е шекерната болест, пушењето, понатака покачениот крвен притисок и покаченото ниво на холестерол во крвта се основа за појава на овие заболувања во денешниот начин на живење на луѓето. Овие 4 ризик фактори и понатака го заземаат најзначајното место како причини за појава на атеросклеротски процес на крвните садови воопшто во организмот и понатака во основа на сите други кардиоваскуларни заболувања. Покрај тоа, денес живееме во еден модерен свет на индустриализација, кога што и начинот на размислување на луѓето е поинаков, кои се се повеќе и повеќе оптеретени со обврски во текот на денот, покрај вообичаените работни обврски, имаат и други обврски во текот на денот, кој стил на живење е многу поразличен во однос на она што било пред 30 или 40 години. Луѓето повеќе се оптеретени со проблеми, со стресни ситуации во животот, заради кој стресот полека, но сигурно го зазема местото на мајорен ризик фактор. Досега ако беше тој минорен ризик фактор, полека станува мајорен ризик фактор. Од друга страна, сите овие обврски кои го тиштат човекот во денешното живење допринесуваат до тоа да неговото слободно време биде се повеќе и повеќе скратено. Со скратување на неговото слободно време оде намалување на рекреативните, односно спортски активности на луѓето, така да прекумерната телесна тежина и физичката неактивност исто така, покрај овие 5 претходно наброени ризик фактори, заземаат клучно место во појава на кардиоваскуларните заболувања. Какви се навиките на граѓаните? Дали редовно вршат здравствена контрола или најчесто доаѓаат, можеби кога и доста да се направи нешто повеќе превентивно, ако нешто повеќе да се делува? Пред малку споменав, кај нас се јавува некој растечки тренд на здравствена едукација на пациентите. Сепак имаме група на пациенти кои што го проверуваат своето здравје, биваат подложени, односно сами се јавуваат на одредени дијагностички процедури кои што секојдневно ги обавуваме во нашата установа, така и верувам дека и во останатите делови на Република Македонија, кои што прават превентивни прегледи, она што е во основа
како што кажавме на почеток, во спречување на појава на болестите на кардиоваскуларниот систем. Значи, има одредена група на пациенти кои што доаѓаат заради извршување на превентивни прегледи, меѓутоа најголем дел од пациенти доаѓаат кога веќе се појавуваат одредени симптоми на заболувањата и кога, значи, диагностиката станува, значи, малку по-комплексна, а секако и третманот на овие заболувања понатака е комплексен. Меѓутоа ќе кажам дека нашиот регион, значи да кажам југозападниот регион на Република Македонија, можеби и предњачи во поглед на овие кардиоваскуларни иследувања. Сепак и овој регион, после Скопскиот регион, односно после клиничкиот центар, е најразвиен на здравствената мапа на Република Македонија и пружа, можам да кажам, пружа квалитетни услуги кога, да речеме, се споредат со другите региони во Република Македонија. Пациентите се доста подобро, да кажам, едуцирани за кардиоваскуларни проблеми во однос на останатите региони во Македонија и секако дека имаме поразвиена мрежа на здравствени установи кои што ги покриваат овие потреби на пациентите и кои што им излегуваат во пресад и на некој начин добиваат поквалитетна нега. Вашата здравствена установа е една од ретките може во Македонија која бележи континуиран развој и денес представува не само, може да се каже, слободен и регионален центар за борба против кардиоваскуларните заболувања. Колку сте задоволни од овој момент од поставеноста на здравствената установа и од се она што го пружате како услуга? Секако нашата здравствена установа е лидер во југозападниот, поширокиот југозападен регион во Република Македонија во пружање на здравствени услуги од областа на кардиоваскуларните заболувања. Ние во последниве години намаза, значи, бележиме еден растечки тренд на број на услуги кај пациентите, растечки тренд во волуменот на работа, во бројот на прегледани пациенти и третирани пациенти, меѓутоа секако дека бележиме еден растечки тренд во развојот на оваа институција во смисла на воведување на нови постапки и процедури и нови методи, како за диагностика, така и за третман на кардиоваскуларни заболувања. Ние, како што знаете, го покриваме поширокиот регион на Република Македонија, тоа е, значи, општините Охрид, Струга, Ресен, Кичево, Дебар, Македонски Брод и Битола. И во последно време, значи, голем дел од пациентите од Прилепскиот регион, значи, доаѓаат за изведување на амбулантски, диагностички и терапевски процедури. Меѓутоа, она што сакам да го кажам е дека ние веќе 4 години наназад сме единствена установа во овој регион, кој што го напоменав со овие градови, од прилика со популација од 400.000 жители, во кој се изведуваат примарни перкутани процедури кај пациенти кои имаат акутен миокарден инфаркт. Така да во последните 4 години сите инфаркти од овој поширок југозападен регион, кои што биваат диагностицирани во другите центри во овој регион, значи конвергираат кон нашата установа и сите се третираат во нашата установа. Освен тоа, што се однесува до изведување на диагностички прегледи и процедури, нашата установа третира пациенти од целата република, додека исто така, значи ние сме единствен центар кој што изведува кардиоваскуларна рехабилитација и пациентите за кардиоваскуларна рехабилитација ни доаѓаат, значи, од сите градови на Република Македонија. Што се однесува до задоволството, до моето лично задоволство, јас сум секако задоволен со она што до сега го постигаме во развојот на оваа институција. Мора да бидам нескромен дека за помалку од 5 години успеавме да се доближиме до нивото на она што представува, значи, ниво на универзитетската клиника за кардиологија, со оглед на фактот што тие имаат една подолготрајна историја на организација на нивната служба и секако, значи, многу порано од нас, значи, започнале со интервентната кардиологија и другите, значи, дејности од областа на инвазивна медицина. Во овој момент ја користам прилика да го изразам моето задоволство од она како, значи, ние напредувавме во овие 5 години и бележиме резултати кои што се од прилика слични, значи, во исходите на пациенти кои се третираат со кардиоваскуларни заболувања. Морам да кажам дека нашиот тим сепак е, бројноста на нашиот тим е многу помала отколку бројноста на тимовите во клиниката за кардиологија, меѓутоа и со ваков тим и со олку
значи бројчена вредност на кадарот, ние успеваме да обработиме огромен број на пациенти од цела Република Македонија, посебно од југозападниот регион, и ќе ви ги напоменам само бројките, дека денес со вкупно 98 работени, колку што има ова установа, значи заедно медицински и немедицински персонал, ние изведуваме од прилика околу 13 до 15.000 амбулански односно пациенти, обработуваме 13 до 15.000 амбулански пациенти, од прилика околу 30.000 диагностички процедури во амбулантно поликлиничкиот дел се прават годишно, обработуваме околу 1500 до 1700 интервентни кардиоваскуларни процедури, од кои што 300 до 350 се ургентни процедури на животно загрозувачки состојби кај пациенти со акутен миокардиен инфаркт, значи тоа се пациенти, реков, и дополнително уште 2800 до 3000 приеми во интензивна нега и во болничкиот оддел за кардиоваскуларна рехабилитација. Значи тоа е една огромна бројка која што ретко каде се среќа не само во Македонија, туку и пошироко, со оглед на бројот на персоналот кој што ние го поседуваме, реков овдека, и по бројот на болнички кревети кои што ги имаме. Значи искористеноста на болничките кревети на ниво на цела година, значи е со просечна вредност од околу 80%, а тоа е многу голем број за било која здравствен систем, не само за Македонија, туку и за многу поразвиени здравствени системи. Искористеност од 80% на болничките кревети е сепак преголема бројка. Кога спомнавте кадровската екипираност, дали има потреба во здравствена установа од уште кадар, да, секако, и што е со техничката опременост? Што се однесува до техничката опременост, ова установа од секој пат предњачила, да кажам, во поглед на опременост со техничко-технолошка опременост, споредена со останатите установи кои се занимаваат со кардиоваскуларна медицина. Меѓутоа, во последните неколку години, значи, ние успеавме да ја осовремениме опремата, значи да ги добиваме сите потребни техничко-технолошки помагала, односно апаратура, со која што ќе успееме, односно со која успеавме да изведуваме сите можни инвазивни и неинвазивни кардиоваскуларни процедури, кои што се денес актуелни во кардиоваскуларната медицина. Со тендерот кој беше, значи, објавен и завршен, да кажем, реализиран на страна на Министерството за здравство, добивме опрема во вредност околу 1.500.000 евра, со кој што еден дел од таа опрема стигна, еден дел се уште не е стигнат. Она што е најважно за нас е секако новиот ангиографски апарат. Тој се уште не е стигнат. За жал, меѓутоа се надеваме дека такви се ветувањата кои сме ги добили од наднежните институции, дека за од прилика 1 до 2 месеци ќе го добиеме тој долго очекуван ангиографски апарат, со што капацитетите на овој завод многукратно ќе се зголемат за изведување како на поголем волумен на работа, така и на поквалитетни процедури. Што се однесува кадровската екипираност, тимот на лекари кој што изведува одредени диагностички терапевтски процедури, односно кој што пружа здравствена нега во различни оделенија во болницата, е на многу високо ниво оспособен. Дел од вашата екипа е запознаат со нашите напори да водиме сметка за постојана континуирана медицинска едукација на овој персонал. Ние сме единствена установа надвор од Универзитетскиот клинички центар кој што има научен клуб на кој се, значи, презентираат новини во кардиологијата и воопшто во кардиоваскуларната медицина секоја среда. Имаме клуб кој што е наменат за едукација на пациенти кои што работи 3 пати во неделата, значи се држат едукативни предавања наменети за пациенти, и тоа го нема никаде. Ние сме единствени по таков клуб, значи кој што врши континуирана едукација на пациентите кои што доаѓаат на кардиоваскуларна рехабилитација. Понатака нашите доктори и останатиот персонал, не само докторите, биваат постојано праќани на едукација на одредени работилници, воркшопи, семинари, конгреси во разни делови на Европа и останатиот свет, и во Америка и во другите континенти. Така да грижата за континуирана медицинска едукација на кадарот, на персоналот, значи не само докторскиот, туку и останатиот медицински персонал е постојана во овој завод, и тука можам нескромно да кажам дека во тој дел сме на многу сме ја поставили работата на многу високо ниво, така да континуираната
континуираната медицинска едукација е ставена во редот на суштински елементи во развојот на оваа институција. Докторе, спомнавте се пратат и светските трендови во медицината и сосема за крај, кои се развојните планови на заводот, каде се гледа ова здравствена установа после 5-10 години понатаму? Секако дека имаме развојни планови и програма за наредните 5 години во кои што ги планираме нашите активности и нашиот развој на оваа институција. Нема да се задоволиме со ова ниво кое што ги имаме и денес, значи и покрај тоа што охрабрувачки делуваат нашите резултати во овие неколку години, сепак тоа не е нашата крајна цел. Нашата крајна цел е воспоставување на еден целокупен систем на кардиоваскуларна нега на пациентите. Се уште ни стои проектот за срцева електростимулација и електрофизиолога, кој што се надеваме дека до крајот на оваа година ќе го реализираме и тој дел и на тој начин ќе заокружиме целокупната палета на услуги од областа на кардиоваскуларна медицина. Она што нас не тишти во овој проблем, и вие секако сте запознаени, проблемот со просторот. Ние значи се уште немаме доволен простор каде што би ги прошириле своите одели, односно своите организациони единици и на тој начин би пружиле поквалитетна нега. Во моментот се надевам дека ќе поминат во пред надлежните институции нашите барања за добивање на нов простор и се надеваме дека за неколку месеци ќе имаме веќе нов простор каде што ќе можеме да се прошириме, да ги осовремениме оделенијата и интериерното сместување како за персоналот, така и за работните простори за пациенти, а секако и лежечките капацитети. И во наредните, како што кажавте, 5 до 10 години, секако дека нема да запреми. Тука мислам дека реално е да се очекува дека оваа установа во наредните 5 до 10 години ќе организира и кардиохируршка дејност. Под нов простор уште сосем ово за крај подразбирате проширување на овој комплекс или може би друга локација? Не, веројатно, онака како што преговаравме до сега, значи сите овие години, грижата за просторот е кај нас исто така постојана. Ние правевме многу обиди да ги на некој начин убедиме надлежните институции да излезат во пресет на нашите барања за осовременување на простор, меѓутоа и за проширување на просторот. Онака како што стојат работите, значи во моментот нашето барање за добивање на нов простор, за изведување за организирање на кардиолошка дејност, значи без рехабилитација, вроди ја со плод, се изготви една информација од Министерството за здравство со која што беше изнесен нашиот проблем со малиот простор на работа за овој развој што го имавме во последните неколку години, односно дека ги убедивме институциите да сватат дека просторните услови се неадекватни на она што значи волумен на работа на оваа установа. Така да на влада помина, на една од претходните седници на влада помина предлогот на Министерството за здравство за проширување на просторот и на почеток е тоа, значи ќе треба да се изработи една физибилити студија и елаборат и секако понатака и проект за реконструкција на детската болница. Значи, тој предлог помина на влада, тоа беше едно од нашите решенија кои што ги предложивме на Министерството за здравство за добивање на нов простор. Еден од тие простори е старата детска болница, односно новата детска болница, која што пред неколку години беше затворена заради нерационалност во работењето, меѓутоа со нашите напори и со нашите настојувања се надевам дека ќе успееме во текот на во наредните неколку месеци да го добиеме овој простор за потребите на овој завод и се разбира со реконструкција и осовременување на тој простор, полека да делот што е определен за инвазивна кардиологија, за диагностичко поликлинички центар, за болнички дел и за интензивна нега да се префали во тој објект, додека останатиот овој објект, значи понатака ќе се користи секако реконструиран и осовремен за изведување на кардиоваскуларна рехабилитација. Јас ќе кажам дека секој ден како се зголемува волуменот на работа се среќаваме со проблем на недостаток на болнички кревети. Значи и покрај реков
квалитетните резултати кои ги постигнуваме кај нас, меѓу кои еден од показателите на квалитетна здравствена нега е скратување на болничкиот престој. Значи ние успеавме споредено со 2005 година да го скратиме должината на болничкиот престој од 19 денови на 9 денови, и тоа е огромен успех на оваа установа. Меѓутоа ќе кажам дека тука во тие 9 денови се пресметани пациентите кои доаѓаат на кардиоваскуларна рехабилитација, кои што болнички престој им е однапред одреден со решение од Фонд за здравство, и тие престојуваат најчесто 21 ден. Што се однесува до делот на интензивна нега и постинтензивна нега, тој просек е многу помал, значи ако го издвоиме тој дел, и должина на болнички престој не е поголема од 3,5 денови, значи просечно, значи пресметена должина болнички престој, тоа е отприлика некој светски стандард кој што го имаат значи клиниките широм светот, односно референтните установи кои што се занимаваат со кардиоваскуларна медицина. Меѓутоа ќе кажам, и покрај скратувањето на должина на болничкиот престој, ние заради огромната експанзија на процедури, постапки и огромната експанзија на број на изведени прегледи на пациенти во тек на еден ден, еден месец, односно една година, ние се среќаваме со проблем за недоволна, значи невозможност на системот да ги прими сите пациенти на кои им е потребно болничко лекување. Така да овој проблем постојано го наметнувавме пред надлежните институции како еден од круцијален во организација не на здравствена нега на овој регион, туку и воопшто на кардиологијата во Македонија. Ние успеавме исто така со овојдување на интервентна кардиологија да ја скратиме должината на листата на чекање за инвазивни процедури, кои што пред да започне нашиот завод да работи интервентна кардиологија беше некој пат поголема и од една година. Со отворање на интервентната лабораторија, односно катетеризационата лабораторија во овој завод, се успеа овој листа на чекање да се намали од една година, веќе сега не е подолго од 2 месеци. Така да тоа е огромно поместување, значи во квалитетот на здравствени услуги. Меѓутоа реков дека она што нас не тишти во овој проблем е недоволен капацитет на болнички кревети, кој што се надевам дека реков овие наредни неколку месеци, ако успееме значи да го добиеме просторот на детската болница, на поранешната детска болница, дека ќе успееме да го решиме и овој проблем, и на тој начин ќе ни се отворат нови хоризонти за развој на оваа установа. Ви посакувам и наторно да бележите успеси како што тоа го правите во изминатите неколку години, и ви благодарам на издвоеното време за нас. Ви благодарам и вас на времето и на вашиот перманентен респект кон оваа институција. Се надевам дека и понатака ќе соработуваме заеднички.